На 17 февруари, денот на македонското новинарство, трите весници Утрински весник, Дневник и Вест, кои се дел од Медија Принт Македонија, стапија во штрајк на неопределено време. Новинарите ќе штрајкуваат поради задоснати плати, но и други проблеми при секојдневното функционирање на весниците. Нова ТВ вчера објави дека непосредно пред штрајкот од компанијата своите удели ги продадоа Орка Холдинг на бизнисменот Јордан Камчев и Интернет Инвестмент Груп, чишто собственик е Јана Станисављева. Штрајкот е во организација на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Земјоделците кои го блокираа граничниот премин зони денеска ќе почнат да се полекуваат од блокадата. Како што јавија грчките медиуми, земјоделците од Пладне ќе започнат да го напуштаат блокот на граничниот премин. По средбата со вице-премиерот Драгасакис, фермерите не добија решение на повеќето барања, но владата се обврза да направи олеснувања во даночната и осигурителната програма. Преминот в зони беше блокиран од земјоделците од 30 јануари, што создаде проблеми за туристите, товарниот превоз, но и македонската индустрија. Секоја брза реакција може да има фатални последици, а наскоро ќе има резултати и конкретен одговор за нова влада, изјави вчера лидерот на ДУИ Али Ахмети. ДУИ продолжува да ги анализира документите испратени од СДСМ, кои според Ахмети не содржале никакви атомски бомби. Туку се работи за конкретни прашања кои се однесуваат на интересите на албанците и нивниот правен и политички статус.